Најавени се нови парламентарни избори во април. За некој тоа е долг период до изборите, за некој е краток период до изборите, меѓутоа за бизнисот сигурно сум дека е долг период. Дали може да креираме услови бизнисот да размислува на долг рок? Што е тоа што е заедничко, што можеме, значи без разлика која влада, тоа малку го кажав и во говорот, што може да се креираат како предуслови за бизнисот едноставно да врви, народски кажано. Добро да ве поздравам сите. Добро е што господинот Битов после мене дојде, значи од вашите има некој што. Џон. Поздрав. Џон. Во Канада се доцни некоја минута. Во секој случај, вистинско прашање, во вистинско време, јас сум добар на бројки и ќе кажам дека ова ќе бидат 9 парламентарни избори предвремени. Или не знам како ги викаат пред време што се одржуваат. Тоа доволно кажува за тоа каква држава сме и како се однесуваме на почетокот на градењето на демократијата во овие 30 години, затоа што мене тоа како човек што се занимава со оваа дејност ми личи на нешто ванредно. Кога ќе речат до некоја земја ванредни избори и предвремени избори, тоа личи нешто ванредно, а веројатно ние сме во ванредна ситуација сигурно 30 години на овој начин. Али прва слика што ми излегува на памет кога ќе кажат тие избори за кај нас, ми излегува сликата во Грција, нашиот сосед, кога ќе се изборите во недела, а во понеделник во 10 часот ќе објават снимка дека мандатарот станува претседател на влада и положува заклетва пред претседателот и пред веројатно некој црковно лице, архиепископот или не знам што, тоа е слика. И секогаш се прашувам зошто не одиме да прашаме како тоа е можно дента после изборите да се конституира власта и да продолжи да функционира, а кај нас за тоа треба 3 месеци 4. Значи не е проблемот во изборите. Изборите се демократска алатка и они морат да се одржуваат. Ние не можеме како бизнес да речеме ни сметаат и не треба да бидат. Него тие треба да бидат организирани на ефикасен начин. Тоа значи да бидат предизборните кампањи многу кратки, ефикасни, изборите да се одржат на сосема легитимен начин и другиот ден да почне да си функционира све и тогаш не би имало никаков проблем. Ние чак имаме, знаат добро бизнесмените, и ограничувачки фактори, некои 3 месеци па не смееш тендери да се распишуваат, па не знам, тамо други работи и така натаму. Така да нашата порака до политичките елити и до јавноста е за изборите да тие се градат по некој нордиски терк, затоа што кај нас е останато во сеќавање дека нордискиот модел е модел што уопште во држави на било какви избори не влија и не прави пресија на никого, ни на граѓанинот, ни да фирмите, и дека тоа треба да биде она кон кое што треба да се стремиме. А мислам и дека треба да одат до Грција да прашат како се организираат. Благодарам. Вчера со Стопанската комора на Македонија подпишавме меморандум за соработка, меѓутоа уште поважно на тој панел зборувавме за Коморскиот инвестициски форум. Тоа е, значи, иницијатива преку која коморите од земјите од Западен Балкан се поврзуваат со цел да направат, да спроведат проекти кои што се важни за сите бизниси. И тука се истите оние елементи или работи кои што беа претходно спомнати во дискусијата. Подобра инфраструктура, подобри институции, морам да ја споменам дигитализацијата и така натаму. Може председателе Азевски малку да ни кажете и за Коморскиот инвестициски форум. Која е идејата? Тоа е оно што му треба на бизнисот во регионот. Така е. Значи прво треба да го дефинираме регионот. Овде гледам се зборува за Западен Балкан, значи дефиниран е за вас. За мене не е дефиниран. Дали е тоа Југоисточна Европа, дали е тоа Балкан или дали е Западен Балкан. Или пак ќе биде мал Шенген. Значи ние сега одиме према тоа да зборуваме, да дефинираме прво простор. Друго, кога ќе го дефинираме тој простор, тоа треба да се определиме, да кажеме дека сите, ево и представниците на Светска банка и на ММФ и на меѓународните организации државите сакат да ни помогнат, а ние пружаме отпор. Значи сите иницијативи регионални ги сведовме на катастрофа.
Цефта, пазите, цефта која што е предворје на Европска Унија, ние имаме сега 8% пат во размената од формирањето. Видовме светла точка во Коморскиот инвестиционен форум затоа што тоа беше во рамките на Берлинскиот процес. Видовме јак спонзор, германскиот канцелар, видовме јака држава што стои за тоа Германија, јасен таргет кој што беше поставен и обезбедени финансиски средства. Дали се остварува тоа секако што треба? Морам да ви кажам со крајни напори и на ивица. Зошто е тоа така? Заради актуалните состојби. Ги тргам настрана сите политички импликации и конотации што ги слушаме и така натаму. Зборуваме за бројки. Ние внатре во рамките на Западен Балкан како Македонија имаме за првите 8 месеци 1,1 милиарда долари размена со сите други 5 земји. 1,1, а една фирма во Македонија има извоз во Германија 2 милиарди. Значи, таа е тенденција која што стои и која што се одржува да размената не се покачува меѓу земјите од Западен Балкан и тука треба да ги бараме причините. Втората причина е ниското ниво на животен стандард на луѓето, а третата круцијална причина е корупцијата која не уништи. Значи, ние ги слушам на многу скупови представниците на меѓународните организации кои што ни помагаат. Да речеме предпоставка дека помагаат и сите што јавно го декларираат тоа. Помошта према земјите од Западен Балкан е да се уништи корупцијата и сивата економија. Тука треба помош и ние ја бараме како бизнес сектор цело време. Значи, мора да уследи организирана акција, а таа акција значи подигање на нивото на животниот стандард. Поинакви размислувања, корупцијата не може да се уништи со зборови. Корупцијата царува на овие простори и таа е број 1. Доминантна, сите тоа го знаеме и не можеме да кажеме и да најдеме решение. Решението е многу едноставно. Често јас го споменувам тој пример на еден наш уметник, Рамбо Амадеус, кој што вели до 300 евра зборува за корупција, примања до 500 за викенд каде ќе одиш, до 1000 за каде ќе одиш на одмор, а над 3000 примања зборува за временска прогноза. Дајте да направиме нешто да зборуваме за временска прогноза. Сите да се усмериме кон тоа да му помогнеме на Западниот Балкан и на сите тие држави да го подигнат нивото на животниот стандард и да исчекорат од зоната на сивата економија и корупцијата. И сега директорката сигурно ќе не праша како. Ги очекувам прашањата како. Како треба да меморандум за соработка ќе разговараме заедно ќе треба да го слушнеме гласот на реалниот сектор, кој што веројатно нема 51% во овој момент во вкупните одлучувања и треба да се собереме сите заедно и да се договориме како од тој некој процент кој што го поседуваме на учество во вкупните политички и економски процеси, ќе се подигнеме на 51% затоа што живееме во систем во кој што 51% значи све. И тоа треба да го направиме на еден мудар и организиран начин, затоа што бизнисот нема друго решение, ние не можеме да штрajкуваме. Ние треба да бидеме упорни во нашите барања, во нашите сваѓања, во нашите лобирања, да ги убедиме политичките елити дека треба да се преземат чекори и мерки стратешки кои што можда ќе ги угрозат нивните лични интереси, али ќе допринесат за решавање на овие прашања за кои што зборував. Тоа се вика вистински диалог. За секое прашање, вистински диалог и упорност на тој диалог. Значи, она што го кажал Харолд Вилсон, премиерот на Велика Британија 63-та, подобро има и го бизнисот како сојузник во градењето на прописите, него како опонент во нивното извршување. Ние бизнисот го имаме формално за партнер во донесувањето на законската регулатива и затоа често и многу често го имаме за противник во неговата имплементација. Така да треба да се тргне одделно темелно решение, треба да се разрешат 3 структурни проблеми кои што постојат во економиите на Западниот Балкан, тоа е односот меѓу капиталот и трудот. Вториот проблем е проблемот на односот на работоспособното издржавното население кој мора да се избалансира и трето е континуитет на правната регулатива и испроведувањето на правните прописи при промена на власта, каде што објективно се соочуваме со проблеми.
И после се сите наши барања кои конкретно укажуваат каде и кој правец треба да се оди. Ќе повторам една работа. Ние не мислиме дека како бизнис нашите решенија се идеални. Ние знаеме дека сме само сегмент од целокупното живење, али бараме озбилност во диалогот. Не може озбилност во диалогот да биде за структурно прашање да те викнат 2 сати пред објавувањето. Значи ти седиш во една сала и они те консултираат, а веќе се напрчиле на говорницата во другата сала и даваат пресконференција каде тоа решение усвајат. Значи да не се лажиме, ние не сме деца, ние знаеме во какви услови сме и некогаш и ќе премолчиме, некогаш ќе бидеме и покултурни од тоа што треба, меѓутоа никој да не мисли дека тоа го одобруваме. Ево, јавно ќе кажам, не го одобруваме, ние знаеме дека имаме проблеми на тој план и затоа јавно кажуваме. Диалог во наредниот период е најпотребен, решавање на прашањето на корупцијата и сивата економија исто така и озбилност при предлозите на бизнис заедницата, кои што морат да бидат и од наша страна на највисоко ниво. Тоа значи дека на база на студии, анализи и истражувања, а не на држење раката во джебот и придоаѓање на клучните средби и како сретнал некој по оној му кажал, па така тој го пренесел тоа ставот на клучно место и така ќе градиме економски политики. Нема да има пристап до таквите места кај што се одлучува ако нема истражување, ако нема сондажа, ако нема извештај како што треба, ако нема анализа за тоа направено и така натаму. Така да има и кај нас слабости, ево ја користам приликата да кажам дека тоа го признаваме, ќе го подобриме или бараме по-озбилен пристап од сите.